Пријатели, добар ден и добре дојдовте во уште една рубрика Прашања и одговори со Јосиф Утринска на Телма. Името ми е Јосиф Дамјанов и сите прашања кои што може да ви ги даваме како вредност тука, односно одговорите кои што може да ви ги даваме како вредност, може да ги поставувате и на социјалните мрежи, на моите профили во приватна порака користејќи го хаштагот #AskJosif, или па може да се јавувате и директно во живо. Режијата може да ни ги остави телефоните и да погледнете како може да го направите тоа. Моја задача да ви ги најдам одговорите, можеби нема да знам во моментот да ви ја дадам информацијата, но верувате дека ќе се потрудам да ви дадам точна информација. Како и да е, за да убрзам и да дадеме поголема вредност, ќе почнеме веднаш со прашањата, кои што до сега најчесто се добивани на Инстаграм. Првото прашање ни доаѓа од Марија со точка Блажеска, која што прашува дали солта може да биде штетна во некој степен. Слушаме за натриумова, калиумова, хималајска и слично, што од нив е најдобро. Марија, по ова прашање јас не би одвоил можеби нешто што е најдобро, но во секој случај знам дека постои голема фама и дилема меѓу луѓето, затоа што многу денеска ни се рекламирани и маркетирани типови на соли. Како и да е, она што треба да го знаеш е дека во било која сол, без разлика дали е калиумова, морска, јодирана, готварска, хималајска и така натаму, мора да има натриум хлорид, она што го ја дава соленоста можеби на солта и на храната при употребата на солта. Многу од луѓето се оптеретуваат со тоа дека една е поздрава, друга не е толку здрава, но на крај на денот повторно ако ти сакаш да храната ти биде солена и пресолуваш, било каква сол да користиш нема да направиш голем бенефит. Од друга страна, тие процентуални разлики и можеби минералите кои што се повеќе процентуално застапени за разлика од готварската сол, во овие другите соли не се со толкав процент за да направат не знам каква круцијална разлика. Така да која и да избереш, важно е да не претеруваш со тоа.